славни и почитувани штипјанки и штипјани. Членови на ВМРО ДПМНЕ, зошто се одлучивте за мене како за кандидат за председателка. Членови на коалицијата за подобра Македонија во оваа лоша Македонија. Не зашто таа е лоша, зашто тие и прават лошо, а таа тоа не го заслужува. Коалициони партнери на ВМРО ДПМНЕ, почитувани, секаде сте со мене, македонци, турци, роми, власи, албанци, срби, египтјани, сите вие кои живеете во Македонија. Една е нашата татковина, Македонија, а татковина не се менува. Татковината не трпи придавки, не иличат. Никогаш во историјата, ниту на Илинден, ниту на Асном, ниту на 8 септември, ниту некој се борел, ниту некој мечтел, ниту некој сонувал, ниту некој се радувал на Северна Македонија. Не е национализам да кажете дека нешто што немало корен не може да фати корен во срцето, ниту може да го прими умот па ни здравиот разум. Нема место за придавки. Јас ве уверувам дека договорите се важни, меѓутоа со договор не може да се крши устав. Ниту договорот може да обстои ако е спротивен на она малку меѓународно задолжително право. Не, договорите не се ни Библија, ни Куран. Секој народ си има право на самоопределување. И македонскиот. И тоа право го искористил во 1944 година. Создал држава, но државата не била само негова, туку и на сите кои живееле и кои живеат во Република Македонија. Но правото на самоопределување на секој народ и нација е непотрошно право. Него го нема ако ги нема внатре името, знамето, химната, својот устав. Тие се откажаа од тоа, ама не може да се откажат во наше име, зашто ние сме носители на суверенитетот, а не тие. Тоа што го направија наместо нас, ќе го отповикаме на 21 и на 5 мај. Првиот собир, првиот митинг, го одржавме во мојот роден град, Охрид. Последниот во славниот Штип. Штип со херои, Штип со државници. Штип во кој дури првиот човек на партијата што е на власт рече и напиша дека Македонија е се што имаме, а сега го заборавија тоа. За нив Македонија е се што немаме, ама ние ќе ја вратиме Македонија, зашто тоа е се што имаме.
Македонија е во женски род. Јас сум жена, околу мене многу жени, што велат жена за жена ке гласа, жена на жена и верува, жена за жена ке се бори. Судбина ми била, и моето име е непроменливо, во него да има нешто што се вика гордо. И јас мислам дека на 21 и на 5 ние гордо за гордата Македонија ќе гласаме и ќе победиме. Зошто нивниот крај е на повидок, а нашиот почеток во оваа прекрасна македонска пролет веќе е на дофат. Не може председателот да направи се. И јас не мислам дека председателот треба да има повеќе функции од овие. Се плашам дека на Балканот власта, особено кога е лична, може да се употреби и да се злоупотреби. Ама, за да прерасне македонската пролет во македонски европски реформи, победата ќе значи отворање на новата ера по предвремените парламентарни избори. А тогаш сето она за што страстно разговараме и се договараме дека мора да се случи, а е невозможно без правна држава, без просперитетна економија, без квалификувана државна и јавна администрација, со остра битка со корупцијата и криминалот, што е нивно секојдневие, со битката со фамилиаризацијата на демократијата, наречена невиден непотизам, ќе доведе до отворање на нова страница од македонската историја. Тие нема да ја отворат, бидејќи јас од срце посакувам да добиеме датум на преговори, ама умот ми вели тоа не е можно. Зошто не е можно? Зошто не е доволно да имате договор в раце за да влезете во ЕУ. Треба да имате европски капацитети, треба да имате европска кондиција, треба да почитувате европски вредности, ама нив ги нема и тоа ќе им биде соопштено наскоро. Тогаш што останува? Останува по успешните председателски избори и по успешните предвремени парламентарни избори се надевам дека премиерот ќе го додржи зборот овој пат, барем по тоа да остане запомнат дека еднаш го исполнил она што го ветил, ќе можеме на вистина заедно со вас, со најдобрите и најквалификуваните, зашто мислам дека и партијата што ме подржа ги научи лекциите од минатото, нема повеќе да ги повторува истите грешки, дека тргнува храбро, а за тоа доби согласност неодамна во Брисел. Самата бев сведок дека довербата е повратена, дека стратегијата е тука, дека луѓето кои што на грбот ќе ги понесат идните реформи се овде пред мене и на сите собери, ми помагаат и сум благодарна бескрајно за тоа препознавање во некој однадвор дека може да додаде некоја вредност, а таа вредност се викаш како оние кои досега не гласале, биле аполитични, сега сум сигурна дека ќе гласаат. Оние кои можеби до вчера гласале за социјалдемократскиот сојуз, сега ќе гласаат за нас.
оние кои за прв пат ќе гласаат не за нив, за нас, зашто мандатот си го потрошија, мандатот не го исполнија, она што го ветија го заборавија. Тоа не е државнички. Државничкиот предизвик останува за нас, останува за оние што допрва ќе дојдат на власт. Со ваша помош, со ваша согласност, зашто мислам дека сиве овие месеци видов уште еднаш колку прекрасен народ сме имале. За жал, народот е длабоко разочаран од проблемите што ги има. А што велат тие? Денеска имав неверојатен предизвик да се сретнам со жените текстилни работнички од Штип. Знам дека се надалеку чувени по способностите и по посветеноста. Меѓутоа, она што ми го кажа, ме врати во време познато како 19 век, кога овците во текстилната индустрија ги јаделе луѓето. Не можам да се изначудам како некој не ги сослушал досега и како дозволува таква експлоатација. Го добија мојот збор дека со нив ќе застанам во штрајкот. Заради нив ќе се обратам пред парламентот во едно од многобројните обраќања, за да кажам дека не сум заборавила дека сум жена, дека е безсмислено, цинично и иронично да велите дека треба да раѓаат деца тие млади жени. Ама во какви услови да раѓаат деца? Зар е можно денеска, иако јас знам дека светот е потонат во сиромаштија, ама Македонија по дефиниција уставна е социјална држава. Јас не видов социјална грижа, видов многу социјални случаи. Тажно е земјата која јас ја замислувам како земја на прекрасни мириси од овошјата и зеленчуците и развиен туризам, да нема доволно храна или да се фрла родот. Чувените, како што вели председателот на ВМРО ДПМНЕ, ресенски јаболка да се продаваат, замислете, по 1 денар. Невозможно нешто. Да не говорам за пензионерите, ништо од покачувањата, напротив. Да не говорам за лицата со посебни потреби. Честопати велам, не гледам јас хендикепирани лица. Не, државата е хендикепирана кога не препознава дека голем број на луѓе во Македонија само на поинаков начин може да ги изразат и да ги докажат своите способности. Само тоа нема кој да го препознае. Зошто? Зошто живеат во својот затворен свет. Замислете, ние ги учиме студентите дека социјалдемократската идеја е секогаш блиска со солидарноста и хуманизмот. Ама тие, дури скромни не сакаат да бидат или да глумат дека се скромни. Се плашам, се срамам да кажам, ама мислам дека синдромот на Живка министерка царува во Македонија. Сте чуле за Бранислав Нушич? Тоа се умислени величини кои се фалат со богатствата, со прошетките, со тоа што го поседуваат, заборавајќи дека нема подобра храна од духовната и дека мислата понекогаш е побрза или секогаш од светлината и дека граѓаните го следат примерот на оние горе,
ама дека тие горе треба да докажат дека го живеат животот на граѓаните, дека се свесни дека се што имаат произлегува од вас, од вас, од вас, а не од нив, дека тука се не за да си вежбаат демократија на нас, туку за да ги решаваат проблемите на обичниот човек, а не го гледаат очигледно дека заборавиле каде живеат. Ке ги подсетиме. Што би сторила една жена како председателка? Нели се изнаслушав дека во татковина, како Македонија, бил потребен татко. Видете, токму во татковина е потребна мајка и јас мислам дека е крајно време во Македонија и да направиме измени во именките, во придавките, оти мене ми е логично жена да биде професорка, председателка, а не председател. Машкиот свет формирал и машки именки и придавки. Мислам дека е добро да го збогатиме македонскиот литературен јазик и обичниот и со женски именки и придавки. Да, прекрасно звучи, нели? Именката е во женски род. Македонија. Може и председателката да биде во хармонија со Македонија. Звучам радикално, ама намерно велам дека може би е логично ако во моментов има само 4 жени министерки од 26. 6 градоначалнички од 80. Немало жена председател на собранието, немало жена премиерка, дека треба да се почне од врвот. Татковците беа успешни или помалку успешни, редно е да дојде времето на жените, на мајките, на сестрите. Мислам дека е тоа огромен предизвик и јас најрадикално би почнала од следново. Си велам, па зошто да нема жена генерал во АРМ? Зошто да нема жена шеф на генералштабот или воено аташе? Нема. Не го зборувам ова попусто. Имено денеска во светот, во кој што има проблеми со милитаризацијата, со сиромаштијата, со еколошката катастрофа, се вели дека жените можат да бидат носители на мировни идеи и процеси. Јас само ќе се обидам да ја препознам, да ја ангажирам сета креативна, досега неискористена енергија, убавина, знаење, креација. Зошто? За да го направиме женско-машкиот свет похуман и поплоден. Значи, тоа ми е идејата. Председателот, председателката имаат ингеренции во меѓународната политика, а јас во програмата си запишав дека и тука е важно да се води сметка за родовата димензија. Ама има нешто уште поважно. Оние кои ги праќаме во меѓународните организации или амбасади се нашето огледало. Ако се тоа умни луѓе, образовани, квалификувани, сликата за Македонија ќе биде убава. Ако не, нема да биде така. Јас понекогаш мислам дека односот на бирократите, на технократите, на представниците на меѓународната заедница во голема мерка зависи од сликата надвор,
но и од сликата внатре. Знаете од животот, никој не сака поданици околу себе 102%, што мислат исто. Барем јас не сакам. Секогаш бирате и за брачен партнер, и за пријател, и за соработник, некој поинаков од вас. Бирате критичари, оти корист од поданици и обожаватели немате. Ке се обкружам со критичари во Уставниот суд, во Советот за безбедност, понатамо во ликот на гувернерот, во шефот на генералштабот, во воените аташеа, секаде каде што имам ингеренции. Само низ критика може да дојдете до вистинските решенија, ама ние нема да се однесуваме како нив. Ке трагаме по консензус за националните интереси, ама во секој диалог ке се држиме до националните интереси. Оти ако современите држави се држави нации, тогаш и ние имаме право на таква реалност. Почитувани, вие го имате конечниот збор, најважниот збор, судбоносниот збор, храбрата одлука на 21 и на 5. Имавте прилика да не чуете многу пати, да видите како водиме диалог, како дебатираме, дали со аргументи или со атак ад хоминем. Ако мислите дека јас сум по доброто решение, не зашто сум жена, туку затоа што сум решена, се што сум учила, што сум напишала, што сум предавала, сега да го спроведам во пракса, тогаш гласајте за мене. Го имате моето ветување дека јас нема да го заборавам она што сега го зборувам, зашто јас и ние сме поинакви од нив. Тоа што го кажувам, ќе го запомнам и ќе го спроведам. Вие сте на потек. Да живее Македонија, да живее горда Македонија, да и го вратиме достоинството на Македонија. Оти немаме друг избор. Тоа што го наследивме треба да го оставиме на нашите деца и на нашите внуци. Ви благодарам.